Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството. Стигна потврда за она што веќе со недели го говориме, а тоа е соработката на Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз со бугарските власти со единствена цел – внесување на бугарите во Уставот, што ќе биде првото од многуте барања кои потоа ќе ги има Бугарија, а се однесуваат на идентитетот, јазикот, културата и историјата. На фотографијата зад мене го гледаме Рубин Земон, членот на извршниот одбор на Филипче, кој вчера вечер си поднесе оставка од истата функција, кој јасно на бугарски подкаст велеше дека Гоце Делчев е мит и дека не направил ништо за Македонија. Рубин Земон на фотографијата е на средба со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија. Станува збор за оспорена невладина организација која што функционира во Македонија. Фондацијата има за цел ширење на бугарска пропаганда во Македонија, а е позната по ксенофобски испади и гледишта дека македонскиот народ и македонската историја се под бугарска историографија. Или во кратки црти, оваа фондација и незиниот председател велат дека Македонија и Бугарија се еден народ во две држави, како што и велеше врховниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Оваа коалиција на Венко Филипче и Рубин Земон, односно на СДС со бугарски организации, е спремна да го негира македонскиот идентитет, да го оспори нашиот македонски јазик, да ја избрише македонската историја и да ја уништи македонската култура. Ете со овие луѓе соработува или коалицира уценетиот Венко Филипче и неговата СДС. Дознаваме од свиркачи дека видни членови на Социјалдемократскиот сојуз виделе дека работата отиде на предалеку и дека преку ова не смее да се помине. Па му било сугерирано на Филипче да го тргне Рубин Земон од извршниот одбор за да не му штети на СДС, а да продолжи во неговата работа која веќе е потврдена во јавноста со оваа фотографија позади мене. Почитувани граѓани, како тргнал Филипче, ќе остане сам со кланот Заеви. ВМРО ДПМН заедно со граѓаните нема да дозволи да се случи повторно предавство на македонските национални интереси. Доста е со понижувања, подклекнувања и подчинувања. Време е Македонија да биде горда, исправена и достоинствена. Ви благодарам.